Пак и навиваат. Да. Жолтите повеќе појадува? Да. Појадењето сте ли? А вие? Ние сме по телефонскиот број, кој што ќе биде испишан на големите и мали екрани. Името вака ќе го потурнам. 5119859 е телефонскиот број на кој што може да ни се јавите. Се разбира, имаме и Facebook страна, Голем одмор Кирилица. Таму можете да ги погледнете сите интересни фотографии кои што се уловени токму од ова студио. Тарарарадам, еве ги. И оно што е многу важно и ново е тоа дека нашата емисија нема реприза. Ајде да има спасија. Да се како сте? Ние сме одлични и расположени да ве победиме. Тара! Мартина, драги мои! Апус! Знам дека утрово сте станати многу рано и дека со нетрпение чекавте да дојдете и да се представите пред нашите гледачи, но и ние со нетрпение го очекувавме. А подготвени сте да не запознаете со вашето основно училиште? Да, подготвени. Дека е чести задоволство да се чека и вас. Да. Да. Ајде да се повеќе. Лична карта на училиштето. Сместено во централното градско подрачје во Македонски Брод, од левата страна на реката Треска, се наоѓа основното општинско училиште Свети Климент Охридски, кое е единствена воспитно-образовна институција за основно образование во општината. Во составот на училиштето покрај централното работат и 6 подрачни училишта, лоцирани во населбите во Манастирец, Самоков, Требино, Сувидол, Црешнево и во Брест. Основното општинско училиште Свети Климент Охридски има статус на самостојно основно училиште. Уште од самиот почеток наставата во училиштето се одрива на македонски наставен јазик. Мисијата на нашето училиште е дека училиштето предводи и поттикнува промени кои се патокат за креативна, здрава и образована личност. А од тоа произлегува и нејзината цел – да бидеме училиште кое нуди современа, модерна, квалитетна настава која е прилагодена на потребите на учениците и ќе овозможи нивно креативно, интелектуално и позитивно оформување и надградување. Додека пак визија ни е учењето со животот и просперитетот на учениците пат кон посветла иднина, а цел на визијата е преку воспитно-образовниот процес да се влијае на создавање на здрави личности во поглед на физичкото, менталното и социјалното здравје, кои ќе ги остварат обврските на одговорни граѓани. Браво, Мартина! Годишната програма редовно ги реализира и предвидените проекти и проектни задачи. Квалитетно ги реализираме и програмите интеграција на еколошкото образование. Потврда за тоа е добиеното зелено знаме 2 години поред. Редовно одржување на кампањата Здрава храна за детство без мана, која оваа есен беше во состав на постојана... Ќе видиме кој ќе го одговори, дали јас или ти. Важно ти не одговара, тоа е најважно. Современата драма е литературно дело во кое се прикажани настани од. Тоа треба да следува, дали си подготвени? Да. Ајде. Само момент. Современата драма е литературно дело во кое се прикажани настани од под А. Минатото, Б. иднината, В. сегашноста. Точен одговор Е В. сегашноста. Ето, 2 тини вака одговор. Така, во сегашноста ние сме единствени победници, драги мои, да. Да нема залажување. Ангела одговара втора, односно прва за црвениот тим. И да го чуеме црвените како навиваат. Може да предлагаме или ајде кога веќе го гледаме прашањето малку подоцна со навивање. Гласи вака: во драмата има литературни, сценски или пак литературни и сценски елементи. Ангел? Во драмата има литературни и сценски елементи. Тој предизвик ранка да даде најсилен охрабрувачки да... Тате, јас си дојдов. Добро ме виде. До вчера го речевме грлото, пак исплотен, исплотен. Кога јас слушам мајката, кој? Знаеш каква? Тате реши да видам упоред, барем го нешто да видам прв. Не те развидам. Сега още сум втори или трет, мислиш лесно ми е? Емиле, на кога му е денеска лесно? Ма, се најдобро се успех од воделението, јас сум втор. Во фудбал најдобар е Горан, јас сум трет. За кошарка Ламбе цар, јас сум 5 и 6 ти такнува. Еве, сака да ти помогнам, но како? Сам ќе си помогнам, ми треба малку инспирација, ама каде ја најдам? Добар ден. Добар ден.
Едно принципиално прашање, Станичка. Какво прашање? Принципиално. Од каде ги научи овие изрази? Учам. Треба да учиш тоа што е за учење. Наставничке, ако ми дозволите, сакам јас да видам прво нешто. Да ти дозволам и не седни. Не седнувам. Наставничке, еве неколку денови со никого не зборува. Си го дигнал носот и... Вчера ме тргна зако си ме нарече. Сум била тупа како таранука. Миле, Повелете, наставничке. морам да се видам со твоите родители. Утре може? Не може, доставете го адакта. Со тебе нешто се случува? Значи, то тренете го на страна. Адакта, средба со родители во ова време анахронизам. Не чувувало што рече? Анахронизам, нешто одамна наживеано, застарено. Да не сакате моите родители да дојдат на аудиенција кај вас, а? Или седни, или го напуштам часот. Бидејќи реагирате ефективно, ќе седнам. Јас морам да се смирам малку. Утре да ги видам твоите родители овде, јасно? На што ти личам јас? На што? Пишувам дома. Доаѓам од кај наставничката. Вербализам. Жената плачеше, а ти ми зборуваш за вербализам. Вербализам значи крайни разговори или желба за оставање на впечаток со употреба на зборови кои немаат конкретно смисла. Објасни ми, што се случува со тебе, што збеснуваш? Како да ти... Наставничката плаче. Јас седам до неја како некоја, а и двете не знаеме зашто останува збор. Мамишке само сака да смена мојот вокабулар. Тоа не е забрането, верувај. Што да смениш? Вокабуларот, тоа е јазично богатство. Фокус на зборови. Сакам јас да видам прво нешто. Миле, мамичка е при крај со нервите. Немам сила нито да натепам. Те моли мамичка. Мисле дека ќе изразнам, а мамо испадна деликвент. Дали си деликвент или не, не знам. Само знам дека твојата наставничка поради тебе ќе го сменела делението. Уф, се изморив. Добар ден. Морам да ви се пофалам од Милета Ваш. Срце, најдобар е во делението. Во сите трети оделени. Ние малку покарахме, знаете, за... Се карали вас по трете. Денес сме посети еден пријател и знаете, со некој слегува. Предава филозофија во гимназијата и ми беше на час. На час ви беше? Леле, колку сме возбудена. Почна разговор со Милета Ваш и Миле го шокира. Морам да ви објаснам, Миле први го држеше на дистанца. Потоа направи експликација на нашиот образовен систем и го нокаутира филозофот. Епа, и Миле да е најдобар во нешто. Најдобар тој е моја инвестиција. Леле, колку сум возбуден. Филозофот ме покани на вечер. Ке ме носи на пич. Сега морам да одам на фриз. Знаете како? Знаеме. Гладен сум. Дај ми гледам. Првин треба да речеш добар ден, како секој добро дете и ние убаво толку силно да викаш. Извини, мамо, заборави. Стомакот ми стана како решето. Кој ќе мисли на добар ден? Дај ми гледам. Данчо, сине, не чини така. Ти, мамо, не си фудбалер. И не знаеш колку сум измори. А денеска на требали 2 пати ми поставија собра. Си отправо го собра да нозете на рачу. Тогаш првин оди и изми се, па потоа си ми дадеш, иджиако те веќе готов. Ете ти сега. Јас што си имам скарано со сапуното се водат и со очи не сакам да ги видам, ќе мора да се измијам. А мамо, може ли вака да јадам? Што ми пречи со малку нешни зборасите? Сите болести се добиваат преку нечистотиите и преку заразните микроби и бацили. Јас сум толку гладен што ги излезе смо, а пак тие микроби и бацили ќе ги латкам како шоколада. Добар ден, како е во болница, што има ново? Може работа. Ја скочам се. Сум први да ги измијам раците. За тате не е чудо што ја почитува чистотата. Тој е лекар, а јас се прашувам зошто секогаш треба да бидам чист. И вака ништо не ми кажа. Денеска болница примислен во. Во едно училиште се појавила жолтица, и то поради нечистотијата на одделно учење. Тие ја пренеле болеста и жолтицата се расширила кај многу мина. Што велиш, тате? Поради нечистотијата се појавила жолтица. Да, сине, училиштето е затворено, а учениците се примени в болница. Ајде си не јади и ке ти се олади јадењето. Леле, а јас за малку ќе да се нечисти раци. Подам убаво да ги измијам раци. Така треба, сине, и запомни добро, дека чистотата е половина здравје. Имате право, драги родители. Никој повеќе нема да бидам нечист.
Најчесто ви изработите на кои часови ги правите? Најчесто студираме по кои часови, за да ги правим нови изработки. И овие изработки украсуваат вашата училница, вашиот дом, може би ги давате на подарок некому за роден ден. Значи, исклучиво само за екопроектот. Браво за црвените. Прво наследен аплауз повторувам за Елена, Марија, Венко и Сања. Сетка. Има зашто и Венко како единствен джентлмен тука ќе каже, откривно од црвените дека ова во вашето училиште. Ајде ќе опишеме. Прво покупуваме стеблото, стеблото, после ги правиме стеблата, Така, и добиваме убава неколку крошни. Да, добре, преживеа. Најсилен аплауз за моја морача. Добро, имам те грачето, само видите во чинјата се победната Добро, овие пекари, каде ги учествуваме? Овај пехар го имаме осваено во Тетово од машките, во голем фудбал на државното надпреварување. Така, Овај го имаме осваено со женските во голем фудбал во Спомица, исто така осваивме прво место. добро. Тука ни е Овде? пехарот за второ место, кое го осваивме во Битола за женски фудбал. Медалите? Медалите ни се освоени на олимписките надпревари кои беа пред 2 години и освоивме прво и второ место. Одлично и Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.